За прв пат во Македонија по иницијатива на неколку наставници од средните училишта на град Скопје ќе се одржи еден доста интересен, креативен и едукативен настан кој што го носи името Средноленд и ќе се одржува токму од 2 мај па до 6 мај. Токму ќе ги поканиме сите учесници, односно сите ученици кои што се во средните училишта да бидат дел од овој настан, кој што секако повеќе ќе ја поттикне креативност кај најмалите, односно кај сите оние кои што се наоѓаат се уште во основното па и во средното образование. За сите детали поврзани со овој настан, за тоа како дојде иницијативата да се одржи токму Средноленд, кој се ќе има можност да учествува, што се ќе можете да видите. Ова утро ќе разговарам со Дарко Панчевски, кој што е пиар на настанот, односно исто така ги работи и односи со јавноста во универзалната сала. Дарко, најпрво ќе ти посакам добро и убаво утро. Ви благодарам, Ивана, на убавата најава и благодарам на Алфа што ни дава можност да ги известиме граѓаните за случувањата во градот Скопје од областа на културата. Да, убаво е најпрво пред се честитки за вие како дел за лице со односи со јавноста на универзална сала кој што застана под овој настан, кој што е под иницијатива на неколку наставници од средните училишта на град Скопје, па како дојдоа до идејата да го направат токму овој настан за прв пат во Македонија. Така, иницијативата е на двајца професори од Средното училиште Ѓорѓе Димитров и од Средното училиште Орце Николов. Постојано слушаме во медиумите сите оние негативни страни на средношколците и на образовниот процес во Скопје, па доаѓа до идеја како да се испромовираат сите оние талентирани ученици и оние ученици кои имаат вештини и се талентирани во областа на културата. Така доаѓаат со иницијативата до нас ни се допаѓа таа иницијатива и започнуваме да го работиме проектот. Проектот ќе се реализира од 2 до 6 мај. Учениците од 5 скопски гимназии, Раде Јовчарски Корчагин, Јосип Броз Тито, Никола Карев, Орце Николов и Ѓорѓе Димитров ќе ги прикажат своите вештини во областа на музиката, театарот, сликарството, фотографијата и документарниот филм. Имаме преку 400 ученици кои се инволвирани во овој проект и преку 17 професори кои ги менторираат овие ученици. Односно главниот настан ќе се случува токму на нова локација школка во парк. Тоа ќе биде на 6, тоа е завршниот настан. Тука ќе можеме да ги видиме уличните свирачи, училишните бендови, стендап комичари од училиштата. Тука ќе биде поставена и изложбата. Ќе биде еден својвиден финале на овој. Инаку започнуваме на 2 од плоштадот Македонија, каде што учениците ќе изведат флешмоб и ќе има поставено на 5 локации улични училишни свирки. Учениците ќе ги прикажат своите способности таму. Потоа имаме изложба во културно-информативниот центар Скопје. Таму ќе можеме да ги видиме фотографиите, сликите од учениците и фотографиите од универзална сала, односно 59 години што универзална сала има правено за овој град. Секоја вечер во салона 1919 од 2 до 5 мај училиштата ќе ги прикажуваат своите театарски представи. Доста голем труд има вложено во ова. Средношколците од градот Скопје имаат што да покажат. Прави уметници се, тие се крикот на својата генерација, ќе прикажат како се чувствуваат и како го гледаат овој град Скопје. Да, Дарко, споминавте дека не е се така негативно како што во последно време слушаме и зборуваме сите за образовниот процес, образовниот систем кој што имаме во држава, особено во средното образование. Сепак тука има талентирани деца кои што талентирани ученици кои што се трудат да направат нешто. Така произлезе и настанов благодарение на нивните ментори и наставници, но која е целта? Што сакате се да постигнете со овој настан? Со овој настан сакаме пред се да го валоризираме трудот на талентираните ученици и да ги поттикнеме да се занимаваат со овие области и во иднина. Средноленд го гледаме како место, настан, на кој што учениците ќе ги прикажуваат своите способности, а сите оние од браншата, од типот на продуценти, сценаристи, режисери, тука да го гледаат талентот на средношколците
и полека да ги насочуваат на поголемо, на попрофесионално управување. Ова да биде едноставно местото каде што за прв пат ќе може некој да види талентиран глумец, пејач и да може понатаму да му помогне во кариерата да се развива како професионален пејач, глумец или сликар или фотограф. Како ќе се одвива гледањето на представите? Споменавте низ неколку локации ќе биде во овие 5 денови настанот, но кој се може да биде дел, односно да ги погледне представите, изложбите и да се вклучи во Средно Лент? На официјалните социјални медиуми на Универзална сала е објавена деталната програма, кој училиште и кој настан каде се случува. Преку него може да се информираат и да побараат билет. Особено билети за театарските представи и документарните филмови ќе треба да биде со претходна најава, бидејќи сме ограничени во бројот на посетители. Изложбата е од отворен карактер, уличните свирки се од отворен карактер и оној финален настан тука на школка е од отворен карактер. Секој оној што сака да дојде може да го посети настанот и еве ги патувам и сите оние баби и дедовци со своите основци да дојдат и да видат, можеби вака ќе видат и во кој училиште сакаат да се запишат во средно школо, така да од отворен карактер, но за представите и документарните филмови треба претходно да се побарат билети, бидејќи е ограничен бројот на седишта во салона 1919. Да сепак да ова една промоција на најголемите гимназии во главниот град, од каде што навистина произлекуваат и тоа како талентирани ученици кои што ги гледаме денеска по медиумите, колку се тие влијателни. И за крај би те прашала како да ги поттикнеме сите млади да се вклучат и сите оние кои што например досега не биле дел од програмата, како ќе можат да бидат во иднина например дел. Ова е прва година на Средно Лент. За наредната година сакаме да ги вклучиме сите основни училишта од градот Скопје и преку овој настан да испромовираме дека уметноста е убава работа, дека вистинските вредности може да се научат на Средно Лент, дека секој што сака да се занимава со оваа бранша има можност и ќе му се даде можност на високо професионално ниво да се презентира пред граѓаните на Скопје, но и оние кои ќе бидат затечени на самите локации. Младите нека инвестираат во себе, нека учат, читаат, гледаат видеа и слободно да се пријавуваат во своите училишта, да бидат дел од овој настан, бидејќи може токму на овој настан ќе ги забележи некој кој понатаму ќе им помогне да развијат одлична кариера како глумци, пејачи, сликари, фотографи или пак режисери на документарни филмови. Да, навистина е една одлична иницијатива, одличен настан. Верувам дека ќе помине во најдобро светло, покрај тоа што во последно време технологијата ги зазема некако особено младите и некако се повеќе стануваат пасивни и гледаат да го поминуваат времето буквално бескорисно седејќи по социјалните мрежи, односно користејќи ги социјалните мрежи секојдневно. Ви посакувам да имате убав и успешен настан и да прерасне во традиција и секако вие како Универзална сала да продолжите и понатаму да ги поддржувате младите и сите овие културни настани кои што се и тоа како од значаен карактер за општеството. Ти благодарам, Ивана, уште еднаш се заблагодарам и на Алфа телевизија што на младите им дава можност да се промовираат пред гледачите пред македонските телевизии. Ќе ги поканиме секако сите оние ученици, па и сите повозрасни луѓе кои што сакаат да им дадат поддршка токму на овие средношколци кои што ќе имате можност да ги видите преку нивните дела од 2 до 6 мај под настанот Средно Лент. Можете да ги посетите официјалните страници на Универзална сала и токму таму ќе ја најдете и официјалната програма каде што и во колку часот ќе се одржува. Спомена Дарко дека на неколку локации низ главниот град ќе имате можност да уживате во изложби, во театарски представи и во документарни филмови кои што се направени и изработени токму од средношколците на град Скопје.